Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас МК, Земи пари, Мintins, Халкбанка. Само нека прозвучи нешто конкретно. И добре ми дојдовте во нешто конкретно. Денеска ќе го поставам ова прашање. Дали мажите станаа пожени од жените, а жените почнаа да се однесуваат како мажите во својата најлоша форма? Заборавија ли жените на својата женственост, па во потребата од рамноправност, почнаа да се однесуваат многу доминантно, да бидат дрски, да бидат непристојни? Од друга страна пак, дали мажите ја прифатија таа улога, па некако дозволија општествена кастрација? Дали можеби знаете дека се повеќе се инсистира на тоа мажите да седат додека уринираат? Постои една статистика која што вели дека мажите во 80-тите имале за 17% повеќе тестостерон и дека мажите во 80-тите имале за 20% појак стисок на рака отколку денешните мажи. Денеска ќе прашам дали жената во вистинската смисла на зборот, со сета своја нежност, кревкост, убавина и мудрост, е врста во исчезнување, и дали вистинскиот маж со целата негова моќ на заштитник, лидер, хранител и столб на семејството е сериозно загрозен вид. Дали е дојдено времето на жени со тестиси и мажи со тампони? А еве од кого ќе побарам одговори на моите прашања. Девојката која е една од креатурите на македонската музичка сцена во 90-тите години и чија автентичност до ден денес остана ненадмината. Ексклузивно од Австралија во нешто конкретно. Маја Вукичевиќ. И оваа дама одамна не сте ја виделе. Познато ТВ лице, кое иако се повлече од екраните, остана актуелна, со својата појава, својот стил и професионална ангажираност. Маја Поцевска. Едноставно, кога и да се појави, што и да направи, предизвикува внимание. Таа е мајка на 2 ќерки, обожава кога ја озборуваат и вели, ако тоа ги храни луѓето, да ги нахраниме. Агнеса Органџиева. И на крајот еден маж блажен меѓу жените. И прекарот му одговара. А Бога ми и доволно се докажал дека е мајстор за зборување и надзборување. И на мажи и на жени. Петар Георгиевски Камиказа. Само нека прозвучи нешто конкретно. Драги дами, добре ми дојдовте. Добро дојдовме, Снеже. Јас сум за прв пат во твоја емисија, навистина пријатна атмосфера и драго ми. За прв пат во емисија, па каква тема па? Па темава Да. епте неисцрпна. Има што да се зборува. Да, сега ја реков жени со тестиси, тука се. Мажи со тампони немаме, меѓутоа имавме маж кој што го најавив. Кај ни е мажов да видиме? Трча. Да ве демантирам одма на самиот старт е. Ау, Или? благодарам. Само ти даваш поклони. Да, фала ти Еве најмногу. и јас. За овие дами дека нашето време било такво. Од 80-тите тие мажите. Да, леле. Повели Агнеса. Мислам дека можам да ја одјавам емисијава да завршиме, пошто ми ја демантираше темата. Така, одма не размежни на Емисијата, ова старт. за Маја поготово. Ајде. И едно за себе. Не, ова е за девојката што организира Така. вашата емисија. Не е тука, јас знаев дека се 5 и сега ќе оставам. Еве тука, Добро. например. И неа ќе ја врачите. Благодарам најмногу. Вау, какво друштво. Мислам заслужуваш аплауз. Благодарам. И ова е навистина демант на се што прочитав. Pero со стратегија дојде, а? Па јас обично немам стратегија, тоа од секогаш било стратегија. Така. Ние, нашата генерација, голем дел, не говорам за сите, нели? Сега стана обратно. Така, Сега така. тие што беа малцинство во нашата генерација, сега се мнозинство, Аха, а ние сме сега веќе малцинство. так. Како ти се допаѓа ова што го најавив дека станали време на мажи со тампони, а жени со тестиси? Да тргнам само од една историска Ајде. приказна, пошто многу оддавна датира. Ние што сакавме да видиме прави машки, јас, например, по 6-7 дена ги собирав парите за ужина,
за кога ќе можам да излезам вечерта со девојката, дали на пица, дали во дискотека, да можам да почастам и да видам прав џентлмен. И тоа е суштината во почетокот на нашето битисување. И тоа останува после тоа навика. Да одиш секогаш позади дамата, да ја отвориш врата, да задржиш капут. Тие манири се учат уште од младост. Јас сега ќе направам една мала дигресија, бидејќи имам син, прекрасна сна и внуче сега. Така де дедо, заборавив да најавам дека е дедо. Многу пати ќе трне пред снашката и ќе му рече, застани бе малце. Така. И он ќе рече, ама зашто? И од позади Марија му вика, убаво ти вика татко ти е. Така. Така да полека и кај него се всади тоа и сега веќе у лифт и све отвара врата, прво влегува снаата, па влегува он. Така да... За влегувањето во лифт. Да. Мислев дека е така, дека прво треба да влезе жената. Прво треба да влезе мажот, заради тоа што е небезбедна територија. Се согласувам. И се влегува мажот, па влегува жената. Битно е од некаде да почнеме, па сега Така, добро. Ете така за почеток. Ти благодарам многу за изненадувањето и за демантот на самиот почеток. Многу ми е драго. Дами се алфа жени, значи он е алфа маж. Те така. после да ги зборувам. Све погодата. Кога последен пат некој ви бакнал рака? Не можам да се сетам. Веројатно Мене пред 2 часа точно. Ај, добро е. Маја, како е кај тебе? Бакнување на рака, мислам дека е одамне изумрено. Изумрено, не е џентлменски или не е за ова време? Некако е изгубено низ времето. Така. Така. Чекај, Премногу така, нели? добро. Не знам, Поред прашувам. бакнување на рака не. Не. се сетив. Кога? Да, овој викенд и баш на пријатно чувство од другар, пријател, кога некој ќе те бакне во чело или во рака, имаш чувство дека ти покажува почит. Така ме бакна во чело. Тоа сакам да ти кажам. Јас Маја ја познавам од 16 години. Така? Израстав една прекрасна дама во сите овие години и го делам нејзиното мислење. Друго е една гушка да направиш и еден бакнеш да дадеш дали во образ, дали во чело или било што е многу почедно отколку да бациш рака. Обично се бацува рака во На црква, на поп. Еве, видиш, ја и Маја ги делиме истите. Таа генерација сте вие. Добро. Не, Маја е далеку се, помлада од мене. Немај да те молам. Маја, каде си ти и што правиш сега? Замина во Сиднеј пред Така? 5 години. Ги поминав и короната и еден куп работи таму. Полека станувам, како што би рекле, Ози. Ози значи? Австралијанка. Аха, from Australia. Okay. Ози ги викаат австралијанците, Ози. Кога ја добив визата со пријателите, се собра, имаат они еден нивни восклик, како го викаат, хој, Ози. И така ме дочека како веќе можам да кажам дека сум натурализирана со многу прекрасни луѓе, пријатели и Дали пееш се уште или не? се дружам, мојата најдобра другарка се вика Стейси, која што е одлична пејачка и незиниот партнер кој што е менаџер. И полека ме навлекуваат на таа страна, таа има ноќни клубски свирки секоја недела, многу ја сакаат во Сиднеј, одлично работи. И подготвуваме еден мал проект, но беше заинтересирана, ајде малку ќе кажам за македонската музика и се бенди са ритам. И сака да направи нешто, една соработка, зошто да не? Одлично. Ете се крчка нешто. Ти благодарам што дојде, ќе си ја разработиме темата. Се извинувам да се надоврзам. Многу брзо тоа што го кажа Маја, можеби ќе се случи во Австралија и со нас. Ајде! Да, зашто да не? Какви промоции најавивме одлично. Маја Поцевска. Значи јас те најавив како поранешна водителка. Од кога последен пат се појави на екран? Па мислам дека последен пат се појави во некои емисии кои Добро, ама случајно. како водител ти како лично? водител пред 6 години.
фалит Да, малце. веќе толку време помина, ми недостасува во одредени периоди така, ама многу брзо ми поминува тоа. Мислам дека сум презаситена малку од камери. Стварно? Колку време беше на екран? 17 години. Па добро. Да, баш долг период. Ја сакам таа работа, да, и некако се чувствувам на свој терен кога сум пред камера, ама некако ми е веќе, мислам дека надминато и не ми созрела некоја идеја доволно што би ми иницирала да повторно се појавам. Пасива некоја сум вака во државна нотарија, имаме доста активности, па ми е интересно. Одлично. Сега вие двајца имате нешто заедничко, рековте, нели? Таму од фестивалот, Лако ќе биде. меѓутоа, фала Богу, меѓутоа тука има заедничко нешто и Перо и оваа Маја, затоа што зборуваме за еден дедо, кој што стана дедо пред На Мојот 11 молам баба. На И 11 ама април. имаме баба која што ја има внуката Мина се вика? Да. Мина веќе е годинка и пол, така? Да. Само сакав да представам колку убаво изгледаат баба и дедо. Тоа сакав само да кажам. Нели, а чувството за тоа колку сте задоволни од таа улога, верувам дека е многу големо. Само да се надополнам, што се децата, собствените деца, преодна фаза за внуци. Така. Ето така. Гледаш како подмладен е, затоа. Претходниот пат кога беше во емисија, не беше толку млад. Сега те подмладила Опа. внука или внук имаш? Внука, Нина се Внуката, вика. ете, Нина го подмладила. Еве, јас добро. да те коригирам малце, Перо, го познавам, мислам, го следам последниве 10 години, 15, од кога ги трчаш маратоните, изгледа подобро од било когаш. Абе, една ружа што ти менја, гледаш ли? Донесе по една ружа, Тоа сите кога ќе Перо дојдеме го до палиме. Ете, Тоа кога ќе дојдеме до Офама Ама мажеќе. чекајте, тоа е муабетот. Колку е лесно нас жените да не маѓе баш, са не некој. баш. Така. Не баш. Носи по една ружа, ја Тоа е тука само палам. почетокот е. Така ли? Да. Кој добро, неќем да замислам, да мислам понатаму. Добро. Види моментот баба, до првиот момент, нели, кога порталите и се тоа Така. излезе како бомбастична вест, нели, самото тоа, самиот тој термин ти дава некој чувство, ама да, воопшто нешто не фали. Големо е задоволството да добиеш внука, едно од своето дете, и тоа е некое посебно чувство. Јас на 45 години станав баба, пошто во моето семејство сите се генерацијски млади стануваат мајки и млади стануваат баби. Мојата баба дочека да биде чукун баба. Ајде, Значи, живо од правнуката да дочека бебе. Бе, фантастично. И види и да си се гордеш со тоа. Мислам дека тоа е навистина супер во И животот. мајка ми е прабаба исто. Ете така, видиш. Да ми се живи, да не бабите. Вие што бите баба? Ама со бабите, дај девојките да се вратат. Пет генерации. Чекај да прашам, Агнеса, керката, поголемата колку години? Вивен ми е 20, Тифани ми е 12. Па зрела си за баба да ти кажам. Да. Како си ми ти и нешто малце ми се Мајче уште повлече. позрала, треба време е веќе. Така. Гораст не се согласува. Не, ха? Не се согласува. Така. Кажи ми, Агнеса, како си малце се повлечете, нема толку не си актуелна, иако им даваше храна на луѓето кои што викаш нели сакаат да зборуваат, меѓутоа малце те снема. Намерно? Ненамерно, мислам си имам некои нели свои причини, приватен бизнис, морав нели малку таму да се посветам и али активна сум нели Како? на порталите и на Инстаграм. Секогаш си активна и еден муабет кој што Социјалните морам да мрежи. те прашам. Праше. Тоа е моментот со Зоки Фаци, бевте неразделни, сега сте, Минато свршено време. така? Да. Добро, нека биде така. Па сега откако се испофаливме и се представивме, ајде да ја почнеме темата. Може ли? Имате ли вие чувство дека мажите и жените си ги сменија улогите? Вака, јас да гледам на тоа, мислам, очигледно е полот машки и женски, меѓутоа поларитетот на човекот е некоја лична определба или пак е искуство животно. Поларитетот е енергијата која ја носи во интеракцијата нели со партнерот, со тоа што кога во една ситуација кај што машката енергија би требало да биде доминантната енергија, проактивната енергија, онаа енергија која ќе ги движи работите, силната борец и така натаму. Жената би требало да биде нели со таа Така. женска енергија, мила енергија, нежна, која ќе ја следи машката енергија. Ти како се доживуваш као машка жена? Па не знам, искрено ми кажале многу луѓе кои ме познаваат дека имам доминантна енергија, веројатно заради тоа што па ете многу сум имала периоди кога сама сум се борала во животот, па сум станала и маж и жена и автомеханичар и све што треба, сум научила, така да тоа.
меѓутоа мислам дека ја имам една женска енергија кога сум маче. гледа. Кога си маче? Кога сум маче. Сега си да. во маче улога. Тогаш преде. Да. Сега си ми дошла како маче или како автомеханичар, да знам. По потреба. Маче си се. Немој ќе се Може исполня би и хазилата, тоа. тама работа е. Ма убаво изгледа вако автомеханичар. Остај ти, знам јас. Маја, што мислиш ти, како ја гледаш на ситуацијата можеби во Македонија или на ситуацијата таму во Австралија? Сменети Секогаш, се улогите? јас лично не мислам дека нешто клучно се сменило, само што ете оние што биле малкумина во твојата генерација Добро. се сега охрабрени да бидат она што се и луѓето веќе не се кријат. Машката и женската енергија, жените на село, што биле женствени, кои што работеле и копале ниви, биле женствени, но работата нивна била сосема поинаква. Исто така има една традиција во Македонија да младите мажи се мажат со повозрасни жени, за да жените се грижат за нив. Убаво кажам. Работите се менуваат со текот на времето каде што ние или не знам како да ги избегнеме сите тие работи, одговорноста каде е на жената кон мажот и мажот кон жената. Треба да бидеме личното мое мислење дека секоја индивидуа треба да биде комплетна. Јинг и јанг во себе да ти се во баланс. Така, добро. Агнеса, ти како гледаш на тоа? Се среќаваш ли ти со женствени мажи, да речеме? Цело време. Цело време? Јас мислам дека 60% О мај гад. Да. А зошто се Бире ми случува? пример, еве имаме прва жена председател кај нас во Македонија, така Така. да тоа е мојот одговор. Дека не сме многу над во момент доминантни од мажите. Така, што мислиш зошто мажите така се однесуваат заради балансот во универзумот, затоа што сме предоминантни како жени или едноставно не сака да се повлекуваат? Мислам дека им се допаѓа женската улога, тоа е проблем. И се допаѓа на мажите. Да. Сака да се жени. Да? Јас последно прилично сум баш онака што имам видено, значи некои сакаат да готват, да усаваат, да перат и ја превземат улогата на жената. Ама тоа не значи е добро. дека не сакаат веројатно да бидат мажи, да носат одлуки, да заработуваат, да ја вршат машката улога. Така? Поише ми одговара оваа женскава. На готово, да. Како звучи ова перо? Вака А се. има такви случаи, да бидеме... Почнеме Значи од моја гледна точка, Така, од така. круг, Прво ќе почнеме од медицински аспект. Добро. Да, нели, за да поедноставиме темата, после ќе се вратиме на Од медицински аспект само да ти кажам дека нивото на тестостерон кај мажите со текот на годините, односно од 80-тите до сега е намалено за некаде Сега, да не 17%. испадне фалба, бидејќи на секои 3 до 6 месеца правам контрола од еден куп други причини ради тоа колку да вежбам, колку да возам точак, какви перформанси имам. Таму стојам и ден денеска доста добро. Друга ми беше темата дека Се фали јавно. Се фали јавно со тестостеронот, гледаш ли? Тестостеронот не е После единствениот, сопругата. тестостеронот не е единствениот аргумент за да можеш да Ама освоиш еден жена. од. Еден од многуте. Значи идејата ми беше друга, дека како течат годините, жените добиваат повеќе тестостерон од естроген, Така? а мажите добиваат повеќе естроген од тестостерон. Точно. И тоа не е ништо чудно кога имаш над 55-60 години. Чудно Така. е овие феминизирани машки што сега се Младите младинава појавуваат, сега, да. што по логика на нештата, на медицината, не би требало така да биде. Ова ти што го кажа, го потврдува тоа правило дека едноставно недостатокот на машкиот хормон во самиот маж ги проблематизира понатамошните циклуси во неговото битисување. Така, сега, тогаш кои се оние карактеристики кои фалат на денешниве мажи за да бидат она вистински алфа мажи? Значи, што сте забележале, што им недостига? Имаш партнер? Мислам, директно ми е прашањето, ама Не. имаш партнер. Веројатно, кога немаш партнер или можеш повеќе да наблюдуваш? Да. Агнеса, и ти? Како ги праши? Каква финта добивам одговори, добро. Сакам да кажам, кога немате партнер... Погледот кажува се. Да, кога немате партнер или можете да наблюдувате и да носите повеќе заклучоци. Кој имаш партнер, си го чуваш своето. Да. И своето е најдобро.
Што им недостига на денешните мажи? Јас тука имам некои карактеристики, меѓутоа сепак, не знам, решителност, Па да, носење одлуки, витештво, преземање на одговорност, што им недостига? Мислам дека од се по нешто што спомна им недостига. Да, им недостига и таа борбеност и на некаков начин да освојат жената, не се трудат. Нели, И како да се трудат, извини ке те прекинам, кога веќе жените први пишуваат? Па и тоа Нели е не им проблемот. дозволуваме? Жените со машката избешаните енергии, така? Така. Некогаш и жените се тие кои кои имаат иницијативата и кои се подоминантни. Меѓутоа ете тоа е се почесто, нели? И се практикува како такво. Мада ја не сум за тоа, сметам дека сепак мажот треба да биде ловец. И некако е поубаво, некако е попријатно кога ќе се потруди да те освои, да те фасцинира со нешто. Нека не пати после тоа ни цитираш. Дали ќе се однесуваме како Да. племе? Се качиме на глава. Ајде, Агнеса, како ти размислуваш што им фали на денешниве мачи? Голема самодоверба, бидејќи имаат многу наметат комплекс од само на жената. Аха, не Да, и они мора со тоа да се изборат. Тоа е многу лошо. Општо зборам че за бракови што гледам. Така, добро, Маја? Како Луѓе е? влегуваат со скриени агенди и непотполни, бараат другиот да го надополни она што им недостига. И нормално е да се несреќни. Се тоа укажува, се ова што го кажаа луѓето околу мене, само укажува на несреќни односи. Затоа се мажите изгубени, затоа се и жените изгубени. Ниту се жените среќни, ниту се мажите среќни. Ниту некој го владее светот, затоа има хаос. Так. Сега кога го спомна тоа, така на вистина и порано мислам дека било нели мажот да си го чува семејството, јас сега мислам ќе ме демантира или ќе потврди Перо дека некако машкоста си ја докажуваат со тоа што освен тоа што ќе имам семејство, нели па ќе си имам на страна 1-2. Така? Така некако ја покажуваат Вака својата сега. машкост, а не во однос на Вака чувањето сега. на семејството? Јас имам повеќе другарки и пријателки кои Така. живеат надвор од Македонија, кои кога живеа во Македонија ми раскажуваа односот со нивниот иден партнер, значи биле верени и она ми кажуваше дека они по пола ги плаќале сметките Така, така. и ми кажа во една прилика седејќи во Меана, девојка, викам да го оставиш одма. Зашто? Значи да го забориш. Невозможно е во еден заеднички живот каде што некој има 100, а некој има 10, да ја делите финансиската Так. ситуација. Апсолутно е надвор од памет. Ама- Тоа значи дека он со вас има само стрикли некаква обврска да направи некакво потомство и да ве заборави. Меѓутоа, Тоа е на мое, ова... тоа е мое субјективно мислење, бидејќи преку примери ви кажувам, бидејќи имам нели малце поголемо искуство со годините што И ти имаш поминале. 46, мислам обратно се свртени, ама 46 имаш и ти готово. Да, значи- Кога го спомна ова, секогаш кога наидувам нели на вакви дискусии, кога ќе кажам нешто, па нели не е фер, жената заработува помалку, па не би требало да се ги делат трошоците, знаеш каков одговор добивам? Баравте рамноправност, да ми извиниш. Тогаш како треба да се реагира на таквото нешто? Јас ќе употребам еден англиски збор, јас сум old fashioned guy. Океј. Да ми простиш. We like it. И тоа ја не може да го сменам сега на овие 64 години и се трудам на тие што ми се драги особи кои имаат некакви лични фрустрации со партнери или со личности со кои се дружат, Така. да пробам преку моје искуство да им кажам како би требало да биде, што не значи дека моето е секогаш исправно. Јас на пример се чудам и денеска ќе седнат у кафана Така? и ќе седиш со 2-3 дами, еден двајца и сите тој ќе дојде на една сметката ќе биде 3120 денара, кој ќе поделат мора да платат по што ја знам, таму 713 денара и сите вадат 715 денара. Значи ја тоа не можам. И жени и мажи? Да, сите вадат тука и тука се собира. И ја тоа шокантно е за мене во овие. Така, ајде ќе ги прашаме, така, Извини, така. во овој момент, сега за поческа да се надоврзам, кога си слободен, значи кога немаш партнер со кого живееш, без разлика ли си станала баба и така натаму, си Не те навреди, немој. а јас сум дедо, зашто да се навреди? Значи, друга беше Поентата. сентенцата дека тие жени
на свој начин мора да бидат и мажи, затоа што мора да бидат заштитнички на собствената фамилија, мора да си ги завршува сите своји обврски, не може да ја префрлат обврската денеска за поправија колата, заврши ги овие работи, оди на пазари, значи се мора да прават сами. И тоа е сосема друга категорија, отколку тие што се во... Так, да се вратиме сега на тој моментот кога ти реков, нели, постојано ми викаат баравте рамноправност, не ми интересира сега, терајте така како што сакате, заради тоа што ако сакате све да добиете како мажите, тогаш треба да ги прифатите сите обврски. Ти Агнеса како би реагирала или дали ти се случило дека да ти побара партнер или дечко со кого се излезува, ти рече ајде да си ја делиме сметката. Го сметаш тоа како обврска или го сметаш како навреда? Навреда, реално. Навреда? Да. Јас сум традиционална жена, јас си сакам, мислам, кој искочам, мислам со партнери кој искочам. Мислам, многу ми е тоа ниско да делам сметка на маса во некој добар ресторан и сега да ги вадам јас парите. А да му речеш ја ќе ти плата? Тоа може, да. Тоа да. Нормално, тоа сега кога ти кажам, да, не тоа не е мислам проблем. дека не би се довела во ситуација да ми рече да ја платиме сметката, јас секако ќе се понудам. Ќе се понудиш без да Без да ми сериозно. каже, да. Нормално, секако дека би очекувала. Да. Како да се понудам да го сум излегла со дечкото? еве Сега да му речем, ајде да платам. Не, доаѓа конобарот, Не, ајде да платам. Ајде сликовито да Јас не сликовито, јас сликовито, Чекај, вака. ајде. Доаѓа конобарот, И вика. ја остава сметката и девојката се фаќа за ташната и те гледа во очи. Ете, видиш. Тоа е тоа. И Тоа е тој момент. Он вика, Па нели е тој- биди така. И он ти вика, биди така. Тачно. Не треба тоа. Остава бакшиш на конобарот, се заминувате двајцата среќни. Тачно. Тачно ли е? Така. Ама од каде Тоа тој сакам Видиш ли? да кажам. Од каде тој Тоа нагон сакам да да се кажам, фатиш за не ме ташната? прекинавте. Од Значи, каде нагодно да се тоа е фатиш за инстинкт, ташната? логичен. Нема да Да се фати, зашто тоа да се е, фати? Следаш Логичен инстинкт. А и проверка на карактерот на тој што е со неа. Да, и проверка на карактерот, точно. Значи, Па не, мислам дека не. Мала ти ме надополни, пошто не успеав да се доискажам. Значи, кога ќе дојде моментот на сметката, имам чувство дека треба да се понудам. Во вистински маж, треба да ми каже, А, и ти го Живеј. тестираш. значи, да. Знам да направам иницијатива и да кажам, еве денеска сакам на ручек да почастам јас, затоа што така ми е драго или има некој повод, не значи сега дека ако сум жена, па никогаш нема да почастам. Имам некогаш желба или не знам, повод, некој причина кога ми е сосема окей. Так, само да не го навикнеш на части. Нормално. Да. Одеднаш не се навикнуваш. О, не. Одеднаш не се станува. Одеднаш не се станува геј. Сега си сакаат. Уште нешто забележав. Значи вака, зборуваме, имаме алфа мажјак тук. Што бара ташната Мајо тука до тебе веднаш? Тоа значи да се фати за парите, опет да се плати она. Па нешто е го затрува. Не, нешто ружот ако се направи она дека трае пауза за рекламите да се поправи. Так. Еве видиш, и тоа го знае дека ќе ти потврда. Значи нема. Маја не гледа и не слуша, пошто 5 години си надвор од земјава. Како ти звучи муабетов? Се сменило нешто или не се сменило? Македонски. Супер си звучи муабетот, само што сето ова што го кажа феминизмот или дека баравме рамноправност, жената кога се грижи за домот и кога ги исполнува своите домашни обврски, кога му дозволува на мажот, тоа значи дека ако мажот не е како што треба, тоа значи дека нашиот избор не е како што треба, а мажот е секогаш огледало. Нашиот партнер е наше огледало. Не можеме ние да ги обвинуваме мажите. Можеме само да менуваме оно што треба да се промени во нас. Тогаш и партнерот се менува. Ние не можеме да го промениме партнерот мислејќи дека ако ние не се менуваме, бидејќи се во универзум е огледало. Одлично Пантари, кажано. се тече, се менува. Се тече така и мажот треба да се смее. Па ајде кога сме. И сето тоа оно што го кажа, вие си баравте Така, рамноправност. Рамноправност во западните општества или онаму каде што живееме регулирано со закон. Како закон? Регулирано, ако жената не работи, е домаќинка, мажот привредува при нивна разделба, она придонесувала со нејзината работа. Дома тоа се смета за работа. Тоа е во Македонија, да. Значи, да не тоа се смета за Тоа е во работа и Македонија. тоа за сериозна работа. Имам прашања, тие се кратки, привилегија или понижување. Јас ќе ви го прочитам првата, а ќе ги одговориме после останатите. Значи, како жена, дали ти е привилегија или ќе го сметаш како понижување? Ако жената не работи, а располага со платата на мажот, тоа е понижување или е привилегија?
Привилегија. Маја? Па тоа е ствар на договор. Не е ни понижување, не е ни привилегија. Некоја жена има амбиција да работи и тоа не треба да ја се ускрати. Некоја жена едноставно се посветува на домот. Не знам зашо би било привилегија или понижување. Па така одлучив да ги Па да. дефинирам, Океј, затоа што Мислам- викаат, нели знаат да ја понижат жената, она му ги троши парите Не, на мажот, ништо не работи, затоа прашам. Тоа си е меѓусебен договор, едноставно како ќе се сложат меѓу себе. Агнеса рече привилегија, Маја, тебе како? Мислам дека одговорив пред малку на тоа. Не е ниту привилегија, ниту понижување, е ствар на договор, на дома како се договараат сопружниците, а онако некој каже таму ги троши парите. Во Австралија има еден многу убав израз mind your own business. Никој не смее да ти се меша дома што правиш. Тоа она што го прават и како се договараат, тоа не е работа на народот. Добро, Гледай си окей. тањурот. Така Со ли? други страни. Гледај си чергата. Ајде до тука. Значи, Перо, што е тоа, привилегија или е понижување ако жената располага со парите на мажот, односно ако жената ништо не работи и си зима пари од мажот сама, нели? Не, точно, не постои жена што ништо не работи. Таква работа не постои. Када си ме жифис. Не постои таква работа. Значи прекрасен маш одбраво емисија. Све сум одбрала, гледаш, не да се базираме се. На него. Не чу да се феминизира. Нешто ако сакаш друго да ми понудиш, да, али цвеќе не. Ќе одиме на реклами и се враќаме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. Тадам, се вративме назад. Извини, јас одма и повеќе нема да говорам. Ајде. 4 жени сте вие и затоа јас сакав да го застапам машкиот род и да бидам подеднакво застапен Па, со вас. јасно, да, да. Бидејќи во оваа Подоминантен ситуација од вас. 80-20. Ама фала Богу. Кога ќе земам 100% и се извинувам и сега ќе бидам пократок е. Ама ја точно знам зашто сум одбрала таков маж, затоа што можеш да надзбориш бре Перо и 4 жени. И да убедаме. И да убедиш ги. Ќе видиме на крајот. Тоа на крајот ќе видиме. Значи почнав со тоа дали е привилегија или понижување. Ќе продолжам со овие прашања. Значи дали ако жената не успее сама да паркира и се понуди некој маж, можеби тука поминува да и рече дозволи ми да паркирам. Ако му дозволи, тоа е понижување или е привилегија? Привилегија. Привилегија, добро. Па привилегија, зашто ќе се најде ќе помогне. Ако не знае да паркира, зашто да ја удри колата? Така, добра. Маја, ти? Јас знам да паркирам. Да, добро, ти не ми се Не, меша. мислам, тоа ми е болна точка, затоа што во Австралија возиме од лева страна. Така, да. И тука го бара мењачот. Тука го бара мењачот. И требаше да полагам пред година дена. И? Повторно, за да добијам австралиската возачка дозвола. Траума ми беше паркирањето. Сега си научила. знам да паркирам. Добро, окей. Перо, дали жените го доживуваат тоа како некакво си понижување, ако и рече не знаеш да паркираш паралелно? Ако и кажеш на со убав збор 100% ќе излезе и ќе рече ете гледаш ја така ќе паркирам како тебе. Тоа е тоа. Да, Мене некој да ми каже дека не знам да возам, ќе се налутам, пошто возам толку. Ете видиш? И сите ми викаат дека возам како машко, сега не знам дали е тоа привилегија. Така? Да. И мојата сопруга вози магнифисен, паркира магнифисен, така да сега немала такви барања. Добро, одлично. Ако мажот ти рече на жената, седи дома, чувај ги децата, јас ќе работам за двајцата, тоа би било чин на понижување или чин на некаква привилегија за жената? Агнеса? Понижување реално. Понижување? Да. Зошто? Па, јас мислам убаво би било значи да допринесува плата нели и сопругата и сопруг. Ама, например, ако нели рече, еве, имаме доволно, не е некако да се чувствува привилегирано, као, окей, Па супер? досадно ќе биде дома. Досадно ќе би, да. Реално, Добро, добро, Маја? Па ја тоа го Привилегија. гледам како предлог. Како предлог, а? Предлог да се договорат. Да, Маја реков, па бе Сега. Како предлог сега, ако и наметне тоа, а она не сака, веќе е понижување наредба, така? А ако го предложи тоа и каже јас можам да се сносам со сите обврски финансиски одговорности околу вас, ти прави го тоа и да нези се допадне тој предлог, окей? Маја, значи предлог? О, привилегија, додека децата се малечки, Аха. привилегија, затоа што колку, не знам како и да звучам, ако може да си го дозвола тоа, да биде мајката дома и да ги чува собствените деца и да ги одгледува до една, нели, возраст каде што тие веќе може да ќе бидат самостојни во некои
во градинка, оставање на бебе, на малечко бебе, за мене тоа најтешката работа, затоа што мора да одат да работат и не знам, тоа е огромна привилегија, ако може некој да си го дозволи. Одлично. Фера? Сурово станува општеството во моментов, поготово ова приватизација и приватниве работи, бидејќи се соочува со луѓе кои примиле девојки на работа и кога ќе остане трудна, едноставно ја отпушта. И тоа мене ми е поогавно нешто во живот не сум. Значи потомството на сопствената држава да го урнисаш, ради некаков бизнис од 3 месеца што девојката ќе мора да се грижи за сопственото бебе, тоа ми е, значи, ако нешто ми е одвратно, тоа е тоа. Знам, имаме комшија доле што е професор, иначе доктор на науки, но сопругата работеше во една фирма и ја отпушти ја веднаш кога остана трудна, значи после 6 месец. Значи дека и тоа е за мене апсолутно надвор од памет. Меѓутоа, мажот доколку доволно заработува и рече на жената да остане дома, тогаш би требало жената да се чувствува привилегирано или да се почувствува понижен? Секоја жена ќе се чувствува женствена ако мажот се грижи за неа. Замисли како во почетокот, без разлика на се, трниот анималниот свет. Значи во почетокот без разлика што кученцата се кај мајката, мажекот вуче столкави уши цело време гледа некој не ја наруши таа хармонија. Значи треба да учиме многу од инстинктите и на животните кои они во суштина ни ги кажуваат сите правила кои ние треба да ги применуваме. Така, меѓутоа феминизмот така бебињата, нели зборуваме за општо генерално доколку он тоа го постави како правило на функционирање, нели да биде жената со децата, да работи мажот. Да, меѓутоа феминизмот иде на тоа да нели не може да ме затвори дома, зашто па да ме затвори дома, нели јас да седам дома, а сега он да работи. Ма никој никого не може да затвори во тие меѓусебни односи, мора да има компромис. Ако е договор, во тој случај е во ред. Ја мислам дека главното нешто во тој машко-женски однос е компромисот и разбирањето. Ама тој договор треба да дојде пред да се направи бебето. Така. И тука сме. љубомората, значи извини, тоа првото и љубомората. Тие работи може да го уништат комплетно целото задоволство и взаемното разбирање меѓу партнерите. Љубомората е најотровниот поизон, комплетен за се она што ќе се случува понатаму во животот. Сега кога сме кај привилегиите, значи порано, а и гледам дека и денеска се зборува за тоа дека девојките треба да бидат принцези, меѓутоа се почесто се зборува за тоа дека треба да ја убиеме принцезата во себе, односно дека е некако срамота да бидеш, да посакуваш да бидеш принцеза. Кога тоа стана срамота и зошто е срамота да посакуваш да бидеш принцеза? Нели не мораш да бидеш принцеза, биди кралица, биди воин, биди поинаква е убаво пристапот. За секоја девојка, мислам дека секоја мала девојче сонува да биде принцеза. Меѓутоа во животот баш и не е бајка, така да не може да остане принцеза, ретко која може да остане принцеза, а инаку секоја жена си го посакува тоа, не верувам дека нема жена која не сака да биде третирана и да се чувствува како принцеза. Така. Агнеса? И јас принцезата ја надминав, сега сум кралица, така. Така ли? Па тоа е битното. Кралот го има или? Така. А твоите девојчиња ги учиш да бидат принцези или да бидат кралици? Да, сега се принцези. Сега се принцези, така. Кога зборуваме за принцези, во суштина нели е тоа дека треба да имаш принц до себе. Маја? Принцеза и Мулан. Така? Нели? Има вистински маж до себе? Има. Така. Принцот. Принцот, па затоа нели да ама бидеш... заедно одат во војна. Војна, да. Тоа е поентата. Значи не мора да биде стереотипна принцеза. Може да биде и поинаква принцеза, но сепак да биде принцеза. Така. Мулан е и воинствена, и убава, и паметна, и интелигентна, и принцеза. Така, сега за тебе прашањето не е за принцезата, туку е за принцовите. Принцеза. Која принцеза бираш ти? Дали сакаш да бидеш принцеза? Во моментот најголема принцеза за мене е Нина. Така е, Внука ми. внукичката, И да. поголема принцеза во моментот нема. Се останато после тоа е бајка. Има една друга констатација која што ја кажуваат овие нели емансипирани, овие нови жени, цело време чекам принц на конј, ама ми доаѓа конјот. Не ми се допаѓа тоа што е така, нели? Ќе си останат сами. Ќе си останат сами. Сега тоа сакав да прашам, дали е проблемот? Ќе си останат сами. Види на, ако го дигнеш критериумот, до тие ако кои го што го зборуваат или до тие кои што доаѓаат? Не, ако го дигнеш критериумот премногу високо, никогаш нема да дојде тоа што го посакуваш. Да си на истото ниво, На ниво, кој што барем. го бараш. Што го бараш, да не бараш Значи не преку можеш ти леп да погача. бараш она што не си.
Така, убаво кажано. Агнеса, како ти звучи ова? Пречесто го кажуваат жените, дека чекам принц, ама доаѓа само коњот. Чекај, момент. Се уште е коњот овде. А беше кралица, пази сега да. Јас ве молам сите да погледнете стоја. Агнеса, Јас тој што го посакав и го манифестирав, го добив. така, сега погледнете на кај Агнеса, на кај десната страна на Агнеса. Што има таму? Што има на масата? Видиш. А принцот чека доле. Тоа е тоа. Добро е. Кралот. Принцот го отстранивме, помината работа е таа. Одлично кажано. Браво. Ми се допаѓа, значи, и во однос на привилегиите, и во однос на сето тоа. Сега, ајде некако да привршуваме, па да видиме дали станува збор за женска доминација, односно дали таа равноправност премина во она жените да бидат премногу дрски и безобразни и да сакаат да доминираат, или пак навистина сакаат само равноправност. Мене ми изгледа дека е повеќе доминација. Вие зборите, сега ќе ви дам подароци. Добро. Од Да, без од тебе, почнем. Маја? Па не знам, може би е доминација, да, заради тоа што се губи тука таа граница, нели, кога ќе почнеш да ги превземаш обврските на себе, може би сакаш и да паметуваш и да иницираш и да некој го прифати твоето мислење, па може би е некаков вид на доминација. Не знам, стварно не можам тука некои риски граници да ставам околу тоа колку жената е таа што сака да доминира или едноставно самото секојдневие, сите обврски, сите работи кои ги сносиш на себе и те прават да станеш јака и доминантна жена. Аха, добро, окей. Точен одговор повели за тебе, партнерки. Еве ја земи пари, овде имаш подароци. Агнеса, значи, Фала како ви. ти го доживуваш ово Баш општество сте сега на љубезни. она жените да ја бараат својата? Земи пари, ја викам кај ми дава пари. Пари да земеш, да. Види, многу пари, тоа тешко е. Да, бе, стварно. Дали жените навистина доминираат и стануваат веќе дрски, дури и непријатни, или пак Значи, кај нас сум во Македонија, да, Така. премногу се доминантни, точно дрски. Тоа не е добро, значи мора да се има некој баланс, да се знае, значи, дека он е маж, главата, нели, во фамилија, жената е вратот за да така. и поише жените да носат сукњи и да не тераат со тоа оверсайз. Тоа не ми се Да. допаѓа, да. Тоа не ми се Оверсайз, допаѓа. аман. Сепак жената треба да биде Доста женствена и да. елегантна и баш онака да се разликува од мажот. Не сите во едно исто, па веќе не знаеш кој е маж, кој е жена. И ја дојдов в панталонем само заради баланс. Вау! Ама Овие тебе теми све ти ме стои овде. добро, така да... Да, Пак си женствена. Так, Маја? А жената која што сака да го доминира својот маж, од него прави папучар. Добро. И нема да го почитува, ќе го згаси. Но тоа не значи повторно баланс, мора да постои баланс. Сепак она што влегува во мажот ја доминира жената или жената го доминира мажот, влегува во нездрав однос и создава несреќни луѓе, несреќни бракови. И Велат При дека разводи. кога е некој многу подчинет, има недостаток на самодоверба. И припушта другиот да води се. Може би тоа е некој проблем кој си го влече, нели како личност. зошто тогаш таа личност го избрала тој партнер? Па ништо не е случајно. И па Така, повторно се убаво враќаме на коренот на работите. Само зрела личност може да одбере зрел партнер и да создадат убава заедница. Во средина за живење. А инаку се она што се случува во меѓувреме, сите тие нездрави односи кои што денес ги опишавме, за жал, во оваа Така. емисија, само го носат ово општество во пропаст. Човекот додека не созре, не стане целосен, било да е жена, било да е маж, и тогаш нема компромиси. Ќе се смени. Не постои така. Зошто? Со која е скриената агенда? Секогаш се бара во себе. Што барам јас со таа личност за да можам да ги толерирам сите тие недостатоци, а потоа ќе компензирам со тоа што ќе го згазам и ќе бидам доминантна врз него. Добро, Перо, ајде на крајот Јас сега може нема че согласите со мене, сакам да ставам Ајде, едно заклучокот. резиме, секому според заслугите. Така ли? Добро.
Значи, како ги креирате собствените односи со жената со која живеете или со некој друг со кого градите одреден однос? Како кога ќе созреете вие како личност, говорам? Тогаш градите однос, некогаш компромисен однос, некогаш реален однос, Така. некогаш љубовен однос. Тоа се работи, ако ги споите сите три, вака, тоа е светото тројство, тогаш се ја погодиле правата работа. Така, Значи, у име Отца, Сина и Светога Духа, амен. Нема уште прашање немаме. Не, штом кажа амин, готово, ми треба да завршуваме. Јас Па, сакам да ти подарам нешто. Подарок за мене, Да. леле. Ова е за завршна Перо ништо ми не сезона. даде. Чекај. Микрофон. Добро. Значи ова од Контрипекс од Ау, мене, многу, фала ти. парче. Леле, фала ти многу, чекај да те изгушкам. Па благодарам. Благодарам. За Ето, завршна сезона, вистинска нели? жена, да, благодарам многу. Фала ти ќе проверам што е. Фала ти. Извинуваш, јас маш морам да завршам. Значи, ми беше исклучително задоволство да видам со овакви 4 убави дами со своји изградени карактери и мислења. Така. Дали Перо ти ја одбрани вистинската машкост денеска во емисија? Тоа вие 4 ќе кажете, јас немам право на збор. Дали ја одбранивме? Мислам дека е типичен пример на алфа мажија кој е Старков, кој има оние джентлменски манири за она што зборуваме. Old school. Така, ти да не ја баво, да те сви Од врати ми секоја врати емисија до тамане. сега што сме гледала, он е првиот джентлмен што на дамите им поклони, нели, така, роза. да. Да, браво, секоја чест. подароци на крајот. Перо беше за вовет, сега подароците. Значи Маја, ти ги дадов очилата од Барнер. Да. Имаш земи пари, значи проверите си ги очилата, ги имате сите. Чек, има многу кеси овдека, дали е све наше? Ананас, под ананас ќе добиете по еден ваучер. Маја, Перо, чекай, тука имам за тебе таму ќе нешто, сме, ама не знам дали ќе го припатиш, па ќе видиме после, ќе се Добро. договориме. Ако на прав маж му дадеш вакво нешто, ќе знае ли да го користи? Да, Зашто е ова, Перо? протеин. Протеин. За перење тањири е. Така, тоа можете од ананас да си го нарачате, во секој случај. Тој што ќе пере добиете- знае. Да, ќе добиете вакви ваучери, да се разубавите. Чекай само да си ги најдам овие. Чек. Чекай, имам многу ги имам. Да се разубавите во еден бјути салонот, сите ќе добиете, на сопругата ќе ја доделиш, Добро. да се осигурате како храбри жени и од такви помалку мажи да се осигурат, имате осигурување од Mintins, Јека Travel ќе ви доделат по еден пасош за патување, ќе видите што точно има. Овде, за да ми бидете здрави, живи витамини, еве витамини, Вау. и здраво да се храните од нашите драги пријатели Кенди. Тоа има све овдека, или? Све ви поделив. Ако ништо не сум ви поделила, на крајот Перо ке. Ја ќе ги украде сега сите те. ги имате, погледнете ги Ајде, очилата. Ви благодарам уште еднаш, уживав во разговорот и верувам дека дадовме одлични заклучоци за тоа дека на вистина постојат се уште вистински мажи, вистински жени и баш со таквите карактеристики мажите маженствени, а жените женствени. Така ли е? Така е. Ништо, ќе станеме после да се сликаме, да се покажеме. Значи, прашалникот што го постави на почетокот ти отиде по Ни Вардарот. отиде нормално. По Вардарот ти отиде. Те нема демантиравме више. 100%. Така е, значи мажи, имаме мажи со тестиси, а жени со тампони. Тоа е заклучокот на денешната Така е. емисија. Со Така е. тестостерон мажи, а со естроген жени. Така е, ви благодарам многу, ви благодарам. И на крајот да им се заблагодарам на оние без кои не можеше да постои нешто конкретно. Универзитетот Скопје, тука ни е клиниката Newborn за сите вие кои што имате проблеми со плодноста. Им благодарам на Mintins, на Јека Travel, на Ананас, Земи пари, тука ни се Халк банка, Барнер, Кенди, и ви благодарам најмногу на вас, драги гледачи, затоа што секоја недела не гледате и се дружите заедно со нас. Се гледаме следната недела.